Продолжуваме понатаму со Слободен печат. Денеска на гости имаме еден диџеј. Јас не често разговарам со диџеј, обично сум по музичарите, меѓутоа диџеј Мац денеска ќе зборува за неговото искуство во врска со ноќниот живот во Скопје и веројатно и надвор од Скопје. И за тоа колку имаме музичка сцена, колку луѓето сакаат да слушаат добра музика, колку избираат да слушаат добра музика. Мац, добро утро, добре дојде во Слободен печат. Добро утро, добро ве најдов, фала ви на поканата, чест ми и задоволство. И тога тема за разговарање имаме искрено, меѓутоа има што да се каже, најреално. Има што да се каже. Ајде за почеток за оние, мислам дека се ретки оние кои што не те познаваат, барем оние кои што го сакаат ноќниот живот, да им кажеме од кога се занимаваш, колку години си во диџејството? Ќе треба да се издадам колку сум стар, меѓутоа нема врска. Да. Па сум околу 21-22 години. Така да, ако имам сега 38, со 20, тука неколку 18. Така. Покрај диџејството, она што е интересно и што малку го разговаравме пред да почнеме да снимаме, е дека си медицинско лице, лаборант си, нели? Со тоа се занимаваш, така? Малце на стендбај на пауза, меѓутоа сум и лаборант 16 години. Супер, супер. И може да се направи некаков спој помеѓу овие две работи, затоа што знам дека во принцип медицинските лица се љубители на добра музика. Да, секогаш иде медицина и музика заедно, затоа што јас велам дека најдобрите и најуспешните операции се направени во позадина со тивка музика за опуштање, за смирени раце и така натаму. Иако луѓето кои што доаѓаат на твоите диџеј сетови, забави, како и да ги наречеме, знаат дека твој избор е хип-хоп музиката, нели? Такви забави правиш. Приватно слушаш таква музика? Или каква музика слушаш приватно? Слушам, да кажам, ајде да кажам 30-40%, поголемиот процент слушам она почил музика. Знаеш, она за одмарање, за ете да кажам за и да одмориш и паралелно да си направиш некој концепт за некој сет што можеш нели да размислуваш, пошто кога те смирува, можеш и да смирен да размислуваш, кога не е тензично да кажам, кога е тензично не можеш и толку добро да размислуваш, така да ете ќе си кажам омилена. За многу луѓе се чудат од хип-хоп како на таа пејачка стигна, затоа што веројатно и душава ми е до негде романтична, си ја сакам многу Селен Дион, меѓутоа и Јења многу често ја слушам, така да пак ќе кажам дека е поголем процент на чил музика. Следното прашање, не знам како ќе го разбереш, се надевам дека добро ќе го разбереш, меѓутоа меѓу музичарите, меѓу тие кругови има еден муабет дека диџеите се всушност нереализирани музичари. Дали како го разбираш тоа? Значи, пази, не можеме да зборуваме за музичар ако си диџеј, не, само си љубител на музика и знаеш тоа добро да го изорганизираш и да ја кренеш атмосферата помеѓу публиката. Меѓутоа не продуцираш, не произведуваш музика, не изведуваш музика, него само ја презентираш на публиката. Така е, меѓутоа и диџеите се и продуценти на музика. Они ја прават музика, тебе конкретно можда јас не сум продуцент на музика, меѓутоа знам да направам ремикс на музика или ремикс на песни, што значи апсолутно не се слагам, него и ние сме реализирани музичари на крајот од ден, затоа што прво го работиме она што го сакаме, си ја сакаме музиката, преку музиката знаеме да бидеме иновативни, ете, пак ќе кажам да направиме добар ремикс од песната, или добро да споиме две песни, така да сепак сме реализирани музичари. Да, добро. Океј, тука се разбравме за тоа. Сега, не е спорно дека и тоа како е тоа некоја дарба да знаеш како да им направиш атмосфера на луѓето. Кажи ми, треба подготовка за тоа? Ти треба претходно да анализираш како луѓето реагираат на музика или можеби искуство од многу искачање, шетање, па веќе знаеш, затоа што не е едноставно да знаеш ја да седнам и да пуштам музика и ќе ги утепам луѓето, пошто види, воопшто не е тешко, затоа што нели самото искуство си го прави. Оно што ме праша беше дали спремам сет пред самата забава. Не, јас најчесто секогаш се водам по тоа енергијата на самиот клуб или кафич што и да е. Значи не можеш да го спремиш сето дома затоа што нели ако си замислил да кажеме да иде поише на old school варијанта од хип-хопот, а може луѓето сакаат да го слушнат тој new school,
Значи ти ќе мора нели одма да променуваш, така да самата публика ми дава знак нели по самото расположение и енергија и по тоа се водам како ќе тече правецот на музиката. Секогаш треба да си исто така во текст со новата музика, она што сега го спомна. Апсолутно, да. Да. Гледаш да пратиш се, да имаш музика, да. Пратам обавезно музичка сцена, следиме по нели, барем сега по социјалните мрежи има барем полесно. На интернет све е достапно, ама нели сега кога си сакаш, кога си го сакаш тој стил на музика, нормално дека ќе пратиш и голем дел од пејачите што си ги сакаш, нели, ете Kanye West, Drake и така натака. И знаеш, вадат нови албуми и треба да презентираш нова музика. Да. Ајде само за она малку поболна тема, за тоа како и дали имаме музичка сцена во Македонија. Ајде прво за вкусот. Сакам прво за вкусот на скопјани, македонци, небитно, ти пушташ музика и надвор од Скопје, нели? Да. Цела Македонија. И надвор од Македонија. И надвор од Македонија, браво. Да. Одлично. Ајде малку за вкусот на публиката. Колку прво во Македонија, да кажеме, имаме добар вкус за музика. Знаеме да избереме добра музика со оглед на напливот на балканската музика, соседна Србија и така натаму. Не би сакал да бидам многу лош на темава, ќе се потрудам. Биди реален, не мора лош или добар, биди реален. Ако сум реален, за жал порасна тој процент на балканска музика, многу поише од оваа, да кажам, странскава. Сега според мене, музиката е култура, нели? Кај нас, за жал, поголем процент е таа балканската музика, затоа што веројатно се менуваат времињата, се менуваат генерациите, меѓутоа се уште постојат и тие луѓе, да кажам, 40-50% кои се уште си ја сакаат странската музика или поише тоа сакаат да го слушнат од балканското и искрено се бориме. Мислам, ние како диџеи се бориме да искочиме на крај, затоа што веројатно полесно име на собствениците со балканска музика да направат повеќе пари отколку со странска музика. Претпоставувам тоа е сигурно одговор. Веројатно. Да. А кажи ми, добро се заработува? Се заработува точно, да, меѓутоа нели треба да се потрудиш малце повише за да стигнеш до тоа, еве да кажем, јас кај што сум стигнал, кога си стекнеш више име, искуство или подолг период те бараат, и со самото тоа кога више те бараат, многу често си расте и цената. Така, кажи ми за нијансите. Како, например, еве еден обичен човек кој што не е упатен во тоа што го правите вие, диџеите, како да направи разлика од диџеј, например, ти пушташ хип-хоп и друг диџеј исто така. Што е разликава? Во што се разликувате? Па види, се разликуваме веројатно и по сетот како ќе тече, а јас сум малце поголем љубител и на тие ремикс варијанти. Значи, од оригиналната песна малце преработена во друг стил. Така да и јас барем си знам дека во тој дел се издвојувам за разлика од другите, затоа што кај мене хип-хопот може да биде и актуелен, и нов, и модерен. Значи, како диџеи си бараме ремикс варијанти, односно барем јас. И сакам да биде малце поише изненаден на публиката од тоа да мислиш дека ќе ја пуштам таа песна, уствари ритмот е тој, ама може да е вокалот некој друг од друга песна. Или обратно, вокалот да е, нели, таа со друга музика. И сега, ајде малку за невообичаени случаи. Што е она што најмногу те изненадило на една забава? Што е она што не го очекуваше се случува? Значи, збориме од пријатни до непријатни. Не знам, за просувања, тепачки, не знам. Имало ли такви? Па искрено на моите забави не се сеќам дека имало тепачки. Не знам ни зашто би довело до тепачка странската музика. Реално, по принцип да, балканската е таа, нели, што чаши се кршат. Да. На агресија. За прасување имало искрено, да, меѓутоа пак ќе кажам дека не знам. Доминирале многу поише оние побавите работи од лошите, меѓутоа она што мене ми изненадува е како кога знаеш дека еден диџеј, нели, вете ме знаеш дека пуштам хип-хоп музика, зашто доаѓаш на мојата забава и да очекуваш балканска музика. Немој да доаѓаш ако знаеш дека не пуштам балканска музика. Или зашто се случува да дојдат да бараат, да, може ли таа и таа, например, балканска песна? Апсолутно дека не може. Знаеш дека не ја пуштам, зашто би ја побарал, или ако слушаш цела вечер хип-хоп, зашто мислиш дека сега најнаш јас ќе пуштам
да не именувам ете некои од пејачките. Значи, И како го решавате тоа? Сам се разбираат луѓе во па се разбираат, се, има луѓе се разбираат нормално, ќе им кажеш, нели, пак и тоа е искуство, се усмеа, ушала, ајде ќе најдеме нешто позабавен ритам од тоа ти што го бараш, нели. Има со некој ќе искочиш на крај, со некој не искачаш на крај, не, ете, тоа е. Секој со свој вкус, нели. Ама веројатно нема потреба од обезбедување, така. Па имало и ситуации кај што има потреба, нели, ама тоа се некој многу мал процент на забави кај што, да кажеме, веројатно и ќе дојдат под напиени од кафана, ќе искочат во диско, нели, на афтер парти. Самиот алкохол веројатно го тера да продолжи на таква музика и мисли дека ќе дојде во тоа диско ќе има таа музика, или ако не ме знаеш, да кажеме, ќе дојдеш и речеш, ај сега ова. Извини, не може, немам, како да ти кажам. И со пари сакале да ме купат, ама не се, како да ти кажам, немам во лаптоп таква музика. Да. Така да не ми значат и парите, џабе која неа музиката, а и неа ни сакам балканската музика да ја пуштам. Така да тоа е. Не сме таблоиден медиум, значи нема да те прашувам да ми откриваш пикантерија, ама кажи ми дали знаеш баш такви некои работи кои што се тајни во принцип меѓу познатите личности, затоа што сигурна сум дека доаѓаат и не мора само да се јавни личности, туку познати по градов. Им ги знаеш пикантериите, знаеш дека тој има жена, ама ете го со друга, или таа има некој, па ги знаеш па тие приказни? не можам да ги знам, затоа што искрено знаеш како ние си имаме меѓусебна почит, обично кога доаѓале кај мене на забава, било од забавен карактер, да се журкаме, да се забавуваме и на крајот од денот па јас не пратам кој што прави како поединци, дали тој или таа, јас ја пратам публиката. Так. Како групен кадар гледам, тоа ми е битно, нели, тука сум за да направам забавата за сите и си ја пратам целата публика. Коректен си са, не што кажеш. Па не, коректен. Реален сум, искрен. Луѓето што ме знаат дека јас немам баш многу влактен јазик, така да не знам за ситуација, веројатно и би ја кажал од тоа што сум искрен, така да немам. Искрено дошле за да ми спочитува, за да се забавуваме и тоа е тоа. Така. Кажи ми, пушташ музика на приватни забави? Има си дозволуваат луѓе во онака ете за роден ден, за затворена, од затворен тип свадбите веќе сигурно? Да, имам па више добри 4-5 години наназад свадбите стануваат се повише и повише со диџеи, така да за оваа година конкретно па имам и доста свадби, да кажам, преку 15 сигурно, што се више букирани и од лани, да кажам, за оваа година, пред време, нели, си фаќаат термини младоженците. Така да и приватните исто, сакаат луѓе роден дени, дали па дури пензионирање сум пуштал. Стварно? Да, имаше сега баш пред 2-3 недели нешто така. За музика некои пензионери. Да, ретро музика тука секако дека е. Така да си дозволуваат и има да си дозволат и ги има често, да, мора да признам. Браво. Приватно, кога не пушташ музика, каде сакаш да шеташ, што сакаш да посетуваш? Приватно искрено таа ми е дебатата дома малце со супругата. Значи, ќе ми каже да однесам на некое место, зборам за кафе, јас знам да однесам на кафе само таму каде што настапувам. Аха. Да, јас не знам. Тие места си ги знаеш. Тие места си ги знам. Јас не сум искочил рандом да отидам во некој, не знам, непознат локал, да кажам, кај што не сум настапал или не знам како да го откријам, да кажам тој локал. Мене местата на искачење ми се местата каде што си настапувам, нели, таму си се осеќам како дома и пријатно и сум си опуштен нормално. Така да секако дека сакам и надвор од Македонија да си шетам, нели, поише, нели, низ други држави, така да сме луѓе и кои сакаме да шетаме малце поише, така да секој слободно време го користиме и за тоа. Кога веќе го спомнавме приватниот живот и сопругата, женеци, колку имаш разбирање со оглед на тоа дека ете во доцните ноќни часови се задржуваш, таква ти е работата? Колку јас имам разбирање, колку она има разбирање. Она има разбирање за твојата работа. Колку она те разбира и не ти прави проблем? Искрено се надам ќе остане така. Сега за сега воопшто нема никаков проблем, напротив ми е најголемата поддршка и е секогаш кога може доаѓа, кога не може не доаѓа, меѓутоа секогаш ми испреќа со прегратка и секогаш ме пречекува со прегратка и секогаш ќе интересира како сме поминале, дали има луѓе, дали нема луѓе. Така да искрено ми е... доаѓа на твоите забави? Доаѓа, да. Искрено ми е
па и најголема поддршка, што нормално дека ми е најбитно како сопруга, нели? Да, Остатокот од животот ќе поминам со нејзи и се надам дека ќе остане како најголема поддршка. Да. Сега за сега е така, се надам и ќе остане. Ке издржи. Ќе издржи. Па добро, ова нашето нели не е вечно, не знаеме до кога ќе трае. Да. Меѓутоа ете да кажам додека трае, се надам ќе остане како што е сега. Так, супер. Ајде сега да го споменеме и оној дел кој што во последно време го правеше, а тоа се забавите со македонска музика. Тоа е нешто кое што многу добро функционира, за оние кои што шетаат по градот знаат дека тие забави со македонска музика многу добро поминуваат, што е за поздрав, секако, значи треба да си ја чуваме и да ја негуваме македонската музика. Кажи ми како дојде до као проект, не знам како. Па да, токму тоа е правиот термин, да си ја чуваме и да си ја негуваме, затоа што за жал многу малце ја чуваме и ја негуваме, а гледам дека луѓето ја сакаат. А и паралелно ја нема нигде, да кажам македонски евент. За време на ковидот имав лајвови на Инстаграм кај што за да можеш да пуштиш музика на Инстаграм требаше да пуштиш македонска музика, бидејќи за странската нели авторски права самиот Инстаграм те бутка. Сега за македонската музика немаше тој проблем. Да. И си пуштав многу македонска музика и ми беше инспирација за после ковидот да направиме македонски евенти и забави и ете тоа го остварив или успешно го терам. Сакаат македонска музика, си почнав да си канам и пејачи, како некој пакет да кажам, некој поголем евент настан. На журката си доаѓа пејачи. И јас си загревам со македонски музика од сите пејачи и потоа гостинот си настапува со неговите песни од неговиот репертоар што си. Кој си настапувал? Сите со Ламбе често си настапуваме. Со Ламбе, со Сарамис, ќе си ја поздравам кума ми е. Со Тони Зен заедно сме настапувале, така да имаме уште многу од програмата за која што сакам да си реализирам. Меѓутоа, нели, постепено си тече, нели, да не биде ептен сега ептен и сфорсирано, подобро постепено и да иде многу повисоко отколку нагло да рипне па да падне наеднаш. Која е од македонската музика? Многу ме интересира. Што најмногу сакаат да слушаат? Мислам, ние имавме сериозно добри македонски песни на времето, кои што се уште поминуваат добри, овие нови клинци ги сакаат и ги знаат тие песни. Искрено и реално, како што кажавме дека ќе бидам таков, многу подобро поминуваат по старите песни, што и за мене се многу подобри од по-новите, меѓутоа не значи дека новиве не се добри. Меѓутоа сепак и самата публика кажува дека многу е подобро да слушнат од Врчак таа музика што била тогашка, Јован Јованов, Елвир, Тамара Ерзана. И се тоа нели ќе се измеша со по некоја нова македонска што е да кажем некој голем хит, Сладкар, Два бона и така натака. Меѓутоа 90%, ако не и 95% проценти доминира поише дека сакаат по старата музика. Од тоа време. Добро, драго ми е и убаво што ги правиш тие забави и што се негува македонската музика. Јас ти посакувам да имаш уште многу забави. Фала ти многу. Не знам, да се слуша добра музика, да имаме добра сцена и да имаш материјал да правиш добри забави. Ти благодарам за гостувањето. Фала многу и повелете на некоја забава. Заедно да си поминеме убаво. Обавезно. Фала ти.